Демонстранти протестираат пред Националното биро за борба против корупција во Украина, за да ја поддржат оваа организација во услови на жестока борба со јавното обвинителство. Демонстрантите се собраа вчера во Киев. Тие велат дека службениците кои работат во јавното обвинителство ги надминуваат нивните овластувања и затоа треба да бидат отпуштени. Спорот меѓу двете институции изби минатата недела, кога инспектори извршија претрес во Бирото за борба против корупцијата, тврдејќи дека организацијата нелегално го прислушувала јавното обвинителство. Од Бирото за борба против корупција вела дека двајца нивни вработени биле држани нелегално во подрум во обвинителството 11 часа, додека пак од канцеларијата на обвинителството вела дека тројца од нивните вработени биле претепани во последните неколку денови. Пропрацювали негласно. Пакистанските власти повторно го отворија граничниот премин Торхам кон Авганистан по затворањето пред речиси 2 месеци. Преминот беше затворен по меѓуграничните престрелки во кои загинаа двајца афганистански граничари и еден пакистански полицаец. Тензиите се заострија откако Пакистан почна да подигнува ограда долж граничната линија, која Авганистан не ја признава. Пакистан ја извади жичената ограда, со што се овозможи повторно отворање на граничниот премин. Политичари, поддржувачи на пакистанското опозицијско движење Мутахида Куами, втор ден поред го продолжија штрајкот со глад во градот Карачи. Штрајкот почна во знак на протест против, како што велат активистите, затворањето на некои од членовите на движењето од страна на службите за државна безбедност. Властите велат дека големата безбедносна операција во Карачи е насочена кон искоренување на терористите, но членовите на движењето Мутахида Куами дека се работи како параван за пресметка со нивната партија. Тие најавуваат дека ќе продолжат со штрајкот со глад се додека не умрат, освен ако не се преземат мерки да се стави крај на апсењето.